Наредниве минути во Македонија наутро, всушност овој блок до крајот на денешното издание на утринската програма го посветуваме на тема танц и музика. Повеќе од 30 години континуирана работа балетското студио Рибис го заокружи со награда Македонски квалитет за 2024, своевидна круна на долгогодишното работење. Годината ја сублимираме заедно со нашите соговорнички. Велом добро утро за Емилија Кузмановска и Леона Танасковска-Јакимовска. Добре ни дојдовте, дами. Благодарам на поканата. Честитки прво за наградата и оно што ме интересира на самиот почеток, што значи и колку труд е потребно за да се биде македонски квалитет за 2024? Па како што кажавте, за нас е круна на сите награди што до сега сме ги освоиле во балетското студио Рибис. А го издвојувам проектот Генерација Z, кој што преку тој проект ја добивме оваа награда, каде што беше посветено многу време за целата таа представа. Нормално ни помогна многу и Сојузот на стопански комори на Македонија за да можеме да го овозможиме целиот тој проект. Повеќе од 30 години традиција, спомена во најавата, во ова брзо и турбулентно време кога се брзо никнува и брзо згаснува, многу е тешко да се одржи традиција толку години. Да, но сепак мислам дека најбитна е желбата и севкупниот труд кој што ние секојдневно го посветуваме на сите наши часови, на целокупната работа во балетското студио и мислам дека е најбитно да се чувствуваме дека работиме како тим, бидејќи мислам дека еве оваа награда е знак дека со заедничка работа се е возможно. За да се одржи меѓу другото традиција потребен е и интерес. Има ли интерес кај младите за танц? Да, покрај сето она што им го окупира секојдневието. Да, добро, би издвоила дека повеќето девојчиња уште од најрана возраст сакаат да бидат балерини, така да имаме доста заинтересираност и на наша огромна задоволност се тоа што доаѓаат, што играат, што сакаат да бидат дел од нашата балетско студио, кое што, како што кажавте, сме со традиција повеќе од 30 години. Така да. Гледаме видеоматеријали, коригирајте ме ако грешам, ова е од Генерација Z, оној последен концерт за кој што зборувавте, на кој што сте посебно горди. Оно што ме интересира е покрај овој. Какви се настапи, концерти и награди бележиме за 2024? Мислам, особено сме горди да истакнеме дека оваа година добивме навистина многу бројни награди, бевме дел од многу интернационални надпревари. Јас исто така би издвоила наградата за најдобра кореографија, која ще добие нашата полупрофесионална група на надпреварот во Суботица. Секако бевме на други интернационални надпревари, би го издвоила интернационалниот надпревар по танц во Скопје тука на стејдж и секако за крај на оваа сезона бевме на надпревар во Велес. Што ги прави Рибис поинакви од сите останати танцови студија низ годиниве? Не станува збор само за бренд како име на танцово студио, туку и квалитет кој го носи зад себе. Јас би рекла љубовта и духот што го имаме во нашето студио. Повеќето од времето функционираме навистина како едно семејство. Ние, инструкторките, сме многу поврзани со нашите членови. Постојано правиме некои интересни работи кај што можеме да се направиме она конекција да не сме. Ние сме инструктори, вие сте членови, влегуваме на час, имаме 60 минути и толку. Се гледаме на редниот час. Не, ние се негуваме таа врска помеѓу нас. Организираме и дополнителни активности надвор од времето за предвидени часови. Во моментов се чинам децата на заслужен зимски распуст. Така е, да. До кога? Да. До 14 јануари правиме пауза. И од тогаш стартува новата сезона. Новата сезона. Што е на врвот на агендата? Има ли, да речеме, настапи, надпревари веќе однапред закажани? Да, од сега веќе знаеме дека ќе бидеме повторно учесници на Diamond, надпреварот. Меѓутоа спремаме и оваа година за крај на сезоната да направиме уште една кореодрама, нормално со нови теми. Емилија, Леона, долги години сте во Рибис и сега, она што мене ме воодушевува е што ниту ова турбулентно живење, ниту потрагата по финанси не ве предомислува низ годиниве да излезете од приказната.
Што е тоа што ве држи во Цел танцот? да. Да. Ние сме практично целиот наш живот во Ребис. Така да на нас не е ова рутина, секојдневие, ние без ова не можеме. Ова сме ние. Тоа е воздухот. Да, точно. Има ли доволен број на инструктори? Сега кога прашавме веќе дали има интерес од децата, има ли доволен број инструктори за да излезат во пресрет на потребите? Да, секако. Мислам, ние секогаш сме отворени да го зголемуваме нашиот тим со висококвалитетни и обучени инструктори за секаков тип на вежби и типови на танц што се изучуваат кај нас. И мислам дека да се надоврзам на претходното прашање, секој предизвик го гледаме како нова шанса за напредок и развој на самите нас како личности, а подоцна нели како инструктори. Ако 2024 ја завршивте со македонски квалитет за годинава, кон која награда се стремите во 25-та? Така некако да заокружиме целава приказна? Не знам што би било некој нов врв. Да, тоа е многу тешко да го одговориме, но се надевам дека ќе добиеме нов успех кај што ќе можеме да го споделиме со вас. И не можеме да ни прашаме за да се надоврземе и на следната тема и прилог кој што го имаме. Споминавте во едно од гостувањата низ месециве во Македонија наутро дека се трудите да ги следите трендовите, бидејќи тоа го бара новото модерно живење. Сте танцувале хула? Не. Имаме една убава приказна запознатиот хавајски танц хула, кој што, верували или не, почнува да се игра и надвор од границите на Хавај, па ќе го проследиме заедно. Јас ќе ви се заблагодарам многу за гостувањето во Македонија наутро. Посакувам со многу успеси и многу награди да се гледаме следнава 2025-та, бидејќи го заслужувате тоа. Благодарам. Паликето одговори за тоа. Благодарам многу.